И еве во четвртата игра, популарно наречена Кој знае, знае. Во оваа игра имате избор од 4 одговори. Започнуваме со првото прашање од оваа игра. Донато Кјарини е поранешен италијански министер, ЕУ амбасадор, италијански амбасадор или премиер? За жал не добивме точен одговор во оваа игра. Гора не успеа воопшто да одговори. Ако точниот одговор е дека Донато Кјарини е европски амбасадор, односно амбасадор на Европската унија, извесен период беше и овде во Скопје. Одиме понатаму со второто прашање. Шенген е мало лозарско место во каде? Имате 4 можни одговори: Германија, Швајцарија, Луксембург и Австрија. Времето помина. Точно одговори само Стефан и доби поени, а инаку местото Шенген стана многу познато по потпишувањето на така наречениот Шенгенски договор на 14 јуни 1985 година, со кој што земјите Европската унија се договара да го регулираат процесот на движење внатре во овој шенгенски систем. Одиме понатаму со третото прашање. Која година Шпанија стана членка на Европската унија? Под А 1981 година, Б 1986, В 2004 година и Г 1991 година. Флорина не успеа да даде одговор во оваа игра, инаку сите други тројца одговорија точно. Под Б Шпанија аплицираше, инаку да кажеме, за членство во 1977 година, а стана членка 9 години подоцна. Број 4 прашање од четвртата игра. Негови се Степскиот волк и Сидарта. Обараме авторот на овие дела. Под А Томас Ман, Б Херман Хесе, В Чарлс Буковски, Г Теодор Сторм. Овој пат Гора не успеа да даде одговор, инаку сите тројца останати надпреварувачи одговорија точно. Херман Хесе, германски новелист, писател и поет. Нобелова награда за книжевност добива во 1946 година. Одиме понатаму. Прашање број 5, сосема поинако прашање од претходното. Джеймс Бонд го измисли британскиот автор. Под А Џорџ Орвел, Б Вилијам Голдинг, В Даглас Адамс, Г Јан Флеминг. Точно одговори Љубен. Останатите немаат одговор или пак погрешно одговорија. Јан Флеминг е автор на Джеймс Бонд, новинар и поморски офицер за разузнавање. Неговите романи за Джеймс Бонд се продадени во преку 100 милиони примероци од целиот свет. Прашање број 6. Колку проекти во вид на помош од Европската унија се спроведени во Македонија? Под А повеќе од 100, Б повеќе од 150, В повеќе од 200, Г повеќе од 250 проекти спроведени во Македонија со помош на Европската унија. Точно одговори Љубен. Под Г повеќе од 250, значи проекти во Македонија со помош на Европската унија. Све изедовме. Све изедовме, сепак голема поддршка од страна на членките на Унијата, на самата Унија. Прашање број 7. Тенереифе е дел од А. Азурните острови, Б. Канарските острови, В. Мадеира, Г. Корзика. Точен одговор е под Б. Флорина, жалам, не успеа да добиеш поени овде. Тоа се Канарските острови кои што се наоѓаат, значи, на шпанско тло, теоретски кажано. Осмото прашање. Андалузија е регион на Шпанија. Каде поточно? На југ, на север, на исток и на запад. Точно одговорија Стефан и Љубен. Се работи за најјужниот дел на Шпанија. Мислам дека веќе немаме никакви дилеми кој е победник во оваа игра, меѓутоа го отвараме и деветото прашање. Неговиот главен лик пуши луле и свири виолина.
одговорот треба да го дадете помеѓу Артур Конан Дойл, Артур Кларк, Роберт Луис Стивенсон и Џозеф Конрад. Точно одговори Љубен и одиме на 10-тото прашање. Се разбира дека одговорот е Шерлок Холмс. Сам дека немаме дилеми околу ова прашање. И 10-тото прашање е: авторот на Запад ништо ново е германка, австрика, германец, австриец. Имamo трик прашање. Марија, дека има Марија. Точно, Љубен, поради делот од името кое што малку е збунувачко за нас, меѓутоа е многу јасно за вас особено. Горан исто така погоди точно. Ерих Марија Ремарк е авторот, германски писател, најпознат по антивоениот роман На Запад ништо ново. Неговото вистинско име е Ерих Паул Ремарк и еден аплауз за победникот на Љубен. Љубен, ти не беше многу оптимист пред почетокот, меѓутоа се покажа дека имаш доволно познавање од Европската унија. Општите работи ги знам. Не бев сигурен дека не на брзина, него дали запамтив што прочитав за Европска унија. Така. Па сум запамтил нешто. Значи со Љубен ќе се видиме повторно во полуфиналето за 5 недели. Горан, ти благодарам и тебе што беше учесник во квизот. Научиме нешто ново барем. Да. Флорина, и вам благодарам за учеството. Се надевам дека нема да се обесхрабрите, дека во иднина повторно ќе учествувате на вакви квизови со нови знаења. Беше и моје задоволство, иако бев тука пак ќе речам најмладата. Ми беше да се задоволство и да се дружиме заедно и научив и нешто, некои нови нешта и супер е. Флорина, уште еднаш благодарам. И Стефан, и за тебе повеќе среќа, ти сепак освои релативно многу поени. Мислам дека имаш доволно талент да учествуваш во некои други квизови каде што ќе бидеш и победник. Може би, не се знае, ќе учествувам. Учествувате. Добро. Ви благодарам уште еднаш на вас, на учесниците, на публиката која што беше овде со нас, на жирито, а ние ќе се видиме повторно наредната недела во истиот термин на Канал 5 во 22 часот.